Една година по промоцијата во Скопје, синоќа пијанистката Даница Стојанова одржа промоција и во родната Струмица на нејзината прва книга Фредерик Шопен, поетот на музиката. На промоцијата говореа Клара Вета Патарова и Ѓорги Калајџиев, кои освен професионалниот пат на уметницата, ја познаваат и лично од нејзината најрана возраст. Нашата Даница, со која сме заедно од мали нозе. Знам и сведочам дека е прекрасен човек, лоелен другар, голем професионалец и врвен пијанист. Но преку ова нејзино дело откривам и некоја нова нејзина димензија. Таа е и темелен публицист. Затоа горда сум и многу среќна што имам можност сето ова да го споделам вечерва со вас. Некои другарства остануваат за секогаш. Кога бевме мали одамна, и јас и Данче си ветивме дека ќе се поддржуваме во сени животот. Па дури и кога ќе бидеме возрастни. А што е исто кај нив двајцата? Не знам дали знаете, но Фредерик Шопен е погребан во Париз. Но срцето му се наоѓа во Варшава, во една чаша, велат од коњак. Значи, телото му е во Париз, срцето во родната Варшава. Роден е во близина на Варшава. Таков е случајот и со Даница. На среќа, таа си е здрава и жива и нека биде уште долго години. Но не за телото е во Скопје или низ некои други градови низ светот каде што има своји концерти, но срцето секогаш е во Струмица. Ова е прва публикација на Стојанова. Таа вели дека идејата за книгата се родила спонтано од нејзините учества на научните собери за Шопен. Самото дело го посветува на нејзините родители. Книгата си доби, мислам, еден тек, убав развој, моментот кога требаше да биде завршница, мајка ми почина и јас не можев да ја допишам книгата. Иако покрај притисоците од паблишер и посебно од госпоѓа Винка Саздова, кој што најмногу ме поддржуваше за таа книга да излезе, на крај мислам дека таа голема тага, зашто книгата е всушност крајот е голема тага, ја заврши, некако ја доби завршницата, самата завршница книгата, и дека во тоа ми помогна Галаба, како и секогаш. Им благодарам на првите мои учители, тоа се моите родители Галаба и Васил, од кои што многу научив и како треба и како не треба во овој живот, и вистински им благодарам пошто ме поддржуваа во се. И можеби и во нешто што не требаше, меѓутоа ме поддржуваа. И вистински такви демократи и родители, мислам дека во ниеден следен живот нема да најдам. Промоцијата на книгата се одржа во Националната установа Завод и Музеј Струмица.